посакам добре дојде во Македонија и да ти се заблагодарам што и покрај толку многу обврски, најде време да направиме еден разговор за новиот проект на Гламур. Добро ве најдов, еве еден голем поздрав до вашите гледачи на Гламур и баш ми е мило еве да се појавувам почесто откако сум тука или откако бев на Макфест, за да некако направам блиско со публиката и да можам еве на некој начин да се поврзам со публиката, што навистина ми беше секојаш чест и задоволство да ги забавам со моите песни и со моите креации во музиката, како на музички план, така и на пријателски, на другарски план. Како се чувствуваш во Македонија? Во Македонија ми секогаш супер. Јас барем еднаш годишно најмалку доаѓам во Македонија. И тука се моите родители, затоа почесто доаѓам, најмалку еднаш, но по потреба и повеќе пати. И сега времето кога ќе дозволи, си идам, кога ќе не дозволува не, меѓутоа летото е неизбежно, најмалку 2 до 3 недели, па и 4 недели понекогаш зависност од времето како ќе го најдам. Сум си во Македонија. Кажи ми како дојде до тоа да настапиш на Макфест? Па на Макфест, мене идејата за Макфест ми е многу одамнешна, меѓутоа целта што ми е моментално со музиката, затоа што јас, нели, според мојата професија во Швајцарија која ја имам, не е целта да се вратам на музичката сцена интензивно како некогаш, меѓутоа целта е јасна дека преку моето искуство и јас како продуцент, аранжер, автор на музики, на текстови или соработка со многу текстописци, можам да придонесам да кажеме за помладите генерации што од народната, што од забавната музика, за да правиме на некој начин некоја нова музика која ќе биде конкурентна. Да не се ствара музика, мислам, секојдневно, еве преку емисиите, да кажеме, од фолклорната сцена, слушаме се повеќе обработки на песни, обработки на стара музика, што навистина тоа јас не мислам дека е лошо, меѓутоа стагнираме во една точка каде што, нели, другите музички продукции доминираат што по клубовите, што по дискотеките и се слуша многу странска музика, да кажеме, неголи наша, затоа што не можете и вие со една стагнација да напредувате во музиката и после им се криви некои си организатори на некои си манифестации зашто викаат од овам, зашто од онаму, а тие самите не се погледнат во огледало и да кажат што правиме ние воопшто. Значи, јас како пеач никогаш себе не би дозволен на емисија да пеам туѓа песна. Никогаш. Било тоа, нели, од фолклорен извор или било како, нормално, со посебни емисии да, затоа што тие баш и добро ми лежат. И сега тие мене ми толку добро лежат, немам намера јас во никој случај да пеам нешто што не би се презентирало себе си, што не би ја презентирал мојата музика или мојата песна, како сакаме ние луѓето да ја запамтат нашата песна, ако ние самите. Мене што се вика ми е криво на неколку емисии, што не можам сите песни да ги испрезентирам, поготово и поновите што ги имам снимани. Значи, навистина ми е криво, затоа што не можам тоа значи, на едно гостување да го направам. Јас сум тоа свесен и затоа, нели, трпението е злато, така да ќе има прилика сигурно да на некој начин се појавам и ми биде испрезентирана секоја песна што ја направена и секое музичко дело. За сега, за жал, се повеќето поставени на YouTube, на Spotify, на тие социјални мрежи за музика, но се надам дека и во скоро време ќе можам да ги испрезентирам на сите телевизии, па да се слушни за какви аранжмани, за какви музички дела станува збор и со тоа мислам дека ќе опотикнам помладата генерација на некој начин да има каде да се јават, да се испланирали и да се прави музика што навистина, ќе биде пример за слушање или пример на некој начин за квалитет и за потик на младите да снимат што почесто. Да те навратам далечната 94-та година кога се појави на Цветници со Ангела Душо. Ангела беше 93-та. 93-та? Да, 93-та година, да. Може би јас сум погрешила во 94-та да не беше Валандова. 93-та исто се појавив и на Валандово, но не се сеќавам баш. Знаеш, тогаш како нов млад пеач имав голема среќа, например Ангела ја направивме со Мирче Кикиритков, мислам, негов е текстот и музиката. Јас тогаш се сеќавам како млад свире во еден кафич и дојде тој, мислам, ми се јави, ајде да направиме една композиција да ја пратиме на Цветници. И тогаш од многумина песни кои што тој ми ги презентира, јас ја одбрав баш Ангела и ја снимивме Ангела и ја пуштивме и тогаш ни ја примија и
постана тоа што постана. Меѓутоа на другите фестивали, да кажеме од почеток на Валандово, јас пеев песна што ќе ми ја дадат. Тие си примали своји композиции, нели? Спрема нивниот прием нема тие можност сега да ме прашаат ајде најди ми песна, пошто јас бев музичар, свирев по кафани во тоа време, значи тогаш популарните кафани, ресторанти, свадби, секакви, значи прилики на веселби. Нема всекаде намера или нема всекаде, како да ти кажам, можност да го одберам тоа и да снимам тоа што јас го сакам. Но Валандово после од следните години така си пуштав и јас своја музика, си презентирав своја и така беше успехот на некој начин поголем, затоа што кога сум сигурен што сакам и кога ќе ми лежи тоа на гласот, знам што сум направил и тогаш очекувам да биде хит како и што беше. И сега не знам дали може би ова што ќе го кажам ќе ти изненади и тебе. Јас дознав една работа дека кога требало да снимаш Ангела душа си бил навистина така повеќе настинат болен, меѓутоа професионално си ја отснимал песната. Се сеќаваш ли ти на тој момент и точно ли е тоа? Тоа е многу одамна сега да се баш сетам на тој момент. Може би ти имаш подобра информација затоа што снимателите или тие тонците или музичарите биле баш добар, да. Тоа е многу веројатно што би се рекло, но кога имаш термин во студио не можеш ни да го откажеш така лесно затоа што не е професионално, а јас и како млад сега да се на некој начин понесувам така како невкусно затоа што фестивалите си имаат свој термин, ти снимаш тогаш, ти имаш оваш и пробав и сега јас во гласот да кажеме на таа песна воопшто не чувствувам дека сум бил настинат. А тогаш немаше... Да кажам, не се ни забележува, а сте. Да, но не верувам од причина што мислам дека во колку сте настинат, не може, тогаш немаше некоја технологија на исправување на глас. Тогаш како ќе испееш така, значи нема тука... Добар вокал. Па се надевам, баш ми е мило на сето тоа во колку е така. Тогаш, значи, ти го пуштат, тогаш имаше траки, немаше компјутери да можеш да наместиш вокал, да можеш да го преправиш висина, значи ниски тонови, високи тонови, тогаш немаше таа, дури лепеа сироти, ако нешто пропуштат за ситно, па ги лепеа траките, па се мачеа, беше малце друго време и не верувам затоа што не звучам воопшто да сум бил настинат. Меѓутоа кога сум настинат, се осеќам дека сум настинат. Тогаш мислам дека не, но се е можно. Може би на некоја друга песна било тоа. Не можам со точно да ти одговорам. Значи се појавивте, ги освоивте симпатиите на публиката и можевте да изградите навистина добра кариера, меѓутоа вие одлучивте, нели после она што имавте и соработка и во Србија со песни Јужна пруга, Лила, тие се едни од вашите хитови кои што се забележани нели во таа продукција, меѓутоа одлучивте вие сепак да заминете надвор. Веќе 30 години сте во Швајцарија и скроз да патите еден друг правец во животот. Зошто? Која беше главната поента и главниот мотив да го направите тој рез? Да, во тоа време, како што кажав, значи тоа ни годеше, ни беше многу убаво, ние како млади дечки, талентирани, успешни уште на млади години со музиката, тоа беше навистина невозможно, многу добар осет, се осеќаш баш онака комотно и си дозволуваш многу работи, дури во тоа време те поштуваа многу повеќе на некој начин. Еве сега како на пример возиш на патерина, не ти наплаќаат, те знаат, те почитуваат, значи такви некои ситници што те прават многу уште посреќен. Меѓутоа, како одминуваше времето, приметив дека нема некоја организација во музичката сфера, значи нема некои продукции каде што ќе можеш навистина да правиш огромни проекти каде што можеш да бидиш или да конкурираш на некоја балканска сцена, навистина да очекуваш дека можеш да живееш од сето тоа. И со текот на времето како одминуваше, мислам, почнуваш да се бориш самиот со себе, мораш да направиш песна на фестивал за да се докажеш, после таа ќе живее некое време, па ќе те викаат на настапи, па некаде почнува ситуација со финансиска криза, па многу им е скапо, па не им е вака, па не им е онака и сето тоа ти излегува дека мораш да бидеш ти на некое копче на daljinsko, да те уклучат и исклучат. Значи, сето тоа ми звучеше многу несериозно и затоа се одлучив да си ја барам среќата таму каде што отидов, заминав и на некој начин да си го фатиш редот на озбилноста. Значи, музиката во секој случај, еве како што гледате, не може да ти избега, тоа ми е во крвта, тоа ми е во генот, но во секој случај, кога ќе си уште посигурен во животот, тогаш и креацијата ти е многу посериозна
и многу работи ти се посериозни и затоа и јас 2013 или 14 не можам да се сетам баш точно ни 12 имав една посета од еден директор на македонска телевизија ми беше гостин со намера да направам продукција и да биде таа продукција на македонска телевизија, со реализација на македонска телевизија, нивни да беа студијата камерите и нормално да си ги презентираат тие емисии, да си ги пуштаат во тоа време слободно, а јас од друга страна како продукција си одлучувам или си ја водам насоката на музичка продукција, грижа за пеачите, за пеачките, грижа за настапи, грижа за сите тие работи, но на некој начин советот на телевизијскиот совет во тоа време најдов на недоразбирање затоа што тие биле што требало да се одлучи кои пеачи, какви песни, што не можете вие да правите продукција некој друг да ви налага што треба и како треба. Значи во колку има некои невкусни песни или песни што не се дозволиви за на телевизија, го разбирам сето тоа да го видат, но да ти се мешат во целата продукција, а ти финансираш, ти сето тоа го реализираш, малце беше неприфатливо од моја страна и така се некако не ме разбраа убаво, меѓутоа во тоа време навистина да ме сватеа многу посериозно, до сега мислев дека ќе бев многу конкурентен, па можам слободно да кажам и на гранд продукција, затоа што идеите беа во таа насока, а во секој случај тогаш во тоа време јас се консултирав малци со починател Саша Поповиќ на гранд продукција, тој ми кажа: "Зоки, супер идеја, све што ќе ти треба, јас ќе бидам спремен од тука да ти помогнам во секоја насока, мислам од пеачи од Србија да доаѓаат и да пеат на македонски јазик." Што сите тоа го прифаќаа после како некоја позитива и сакаа да го направат, но не најдов на разбирање и за жал, и кога сакав да направам продукција професионална на некој начин, затоа што тоа фали, уште од самите почетоци, не најдов на разбирање. И затоа се повлеков дефинитивно и кажав: "Океј, веќе продукции во Македонија не, но со ова нова појавување, со ново појавување, со нови креации, мислам дека можам да помогнам во продукцијска смисла како продуцент, како автор на музика, на текст, на аранжман или да соработка со некои текстописци да направиме многу убави дел." Тоа беше клучната работа што ве натера да си отидете од. Да, тоа беше клучниот момент што мислам дека среќата морам да си ја барам на посериозен стадиум и морам посериозно размислувам, затоа што во тоа време малце беше и критично се вие да менјате професија. Кога например се запишав на тие студии како доктор на природна медицина и кога постанав, на многумина им беше малце чудо како што тоа овде е невозможно, значи од пеач сега доктор, како тоа е неизводливо. Меѓутоа живеам во таква држава каде што све ти возможува, во колку сакаш да се школуваш, напредуваш во било која насока, има решенија, има школи, има универзитети, повелете, ако сте осеќате способни за тоа, направете го тоа. Зошто се одлучи токму за таа професија? За природна медицина? Клучно, да. Па знаете како, тоа е исто уметност на некој начин. Зошто? Затоа што кога например музиката ти е на тебе главно сцената, значи звукот на светлото, додека во медицината ти е на некој начин супротното, тоа е тишината, се осеќаш тука мирно, спокојно, се осеќаш со пациентот многу на некој начин, или ритамот на музиката е фактички ритамот на срцето кај човекот. Тоа е поврзано, или например нотите, креацијата на самата музика се фактички моите билки со кои на некој начин успевам према тоа на некое компонирање да му помогнам на човекот да се излечи, или во музиката како што ти е аплаузот на пациентот ти е осмекот, фактички ти дава аплауз кога ќе се излечи, кога сето тоа ќе успее да го преброди, значи здравствениот проблем, тој ти враќа со насмевка. Значи сето тоа на некој начин е иста креација, значи мора енергија да имаш како во музиката, така и во сферата на медицината. Значи ти со твојата енергија го правиш човекот полека да заздравува или да биде здрав. Нормално со други технологии како во музиката со гласот, например, ние сме тука во медицината со размислувањето како на кој начин да дојдеме до решенијата да тој човек со здравствениот проблем го излечиме или дојдеме до најдоброто решение, што е возможно поскоро, за да тој се осеќа среќен и насмеан. За каков вид на алтернативна и природна медицина се работи, бидејќи знаеме дека во денешно време има многу различни видови на алтернативна медицина, па малку да ни појасниш.
Тоа на многумина не им е јасно, што значи тоа, дури и во Швајцарија. Вака сега, природната медицина нема некоја, како да ви кажам, еве сега, јас ги лечам сите типови на болести. Исклучок има на болести кои што не ми дозволуваат медицината, затоа што, например, ако некој има мултипла склероза, значи, системот на лечење на конвенционалната медицина е сосема различен од мојот. Како е тоа? Например, тие ти даваат медикаменти кои што вашиот имунитет, имунсупресива, ти го прави малтене да работи на 10 или 20%, за да не прави такви инфекции во организмот, додека мојот начин или пристап на таа болест би било сосема супротно. Јас би морал, да кажеме, имуниот систем да ти го направам 1000% да работи, за да се јас справам со болеста и да те излечам. Сега, тука е големата разлика што, например, лекувањето на некој тип на болести не можете вие да успеете да го направите, затоа што не ти дозволува медицината, а таа е секогаш и во Швајцарија во голема предност и не можеме да некако ги усогласиме сите тие ставки, за да можеме, например, да се усогласиме, да пробаме и преку имунитетот да го зајачаме имунитетот, па да видиме како ќе реагира телото. Јас исто така ги разбирам, очекувам многу инфекции, многу, да кажеме, воспаленија, многу незгодни прилики за самиот пациент, но таков тип на болест го бара тоа. Сега, во колку имунитетот спадне или не работи, тогаш не можеш ни да очекуваш дека самата болест ќе се излекува. И затоа мислам дека конвенционалната медицина оди повеќе на симптомите да ги смирува, без разлика што можеби ќе се појават други некои пропратни симптоми, додека природната медицина, барем јас така размислував, е целосно да ти излекува, да немаш никакви последици. Нормално и со самото тоа што самата хемија преку медикаментите на оваа конвенционална медицина наштетува на многу работи, додека во природата или на природна база не доаѓа до никакво штетување и до никакви непосакувани последици во таа насока. Правите некоја комбинација на третмани? Не, комбинацијата на третмани се точно прецизира како. Например, јас преку зимањето крв од раката, свежа крв. Анализа на жива капка крв? Тоа е на жива капка крв анализа, се гледа преку темна микроскопија, ги гледам сите параметри внатре. Кои параметри? Значи ги гледам еритроцитите, црвените крвни зрнца, колку се, како се тие поставени, залепени, незалепени, дали имаме фактори на мрсноти во крвта, дали имаме фактори на токсини во крвта, дали имаме некои други непосакувани субстанци внатре, за да на некој начин, како да ви објаснам, сметаат на циркулацијата на крвта, затоа што за моја, како да ви кажам, суштинска терапија е да ви ја направам крвта да биде многу течна. Во колку е течна крвта? Значи, во секој случај, процесот ќе се одвива многу побрзо. Во колку е крвта залепена или малку здебелена, надебелена или било што, имаме ризични фактори што можеш да добиеш, значи, проширени вени. Можеш да добиеш зачепување на срцевите вени или артерии, каде што понатаму во животот може да добиеш срцев удар. Или да кажеме во мозокот, може да добиеш мозочен удар. И сите тие фактори делуваат крвта да мора да ми биде чиста и јасна и течна, за да после втората ставка, зависност од проблемот, дали е психички, дали е психофизички, дали е емоционален, дали е стресен, го решавам преку хормонскиот систем и тогаш, нели, врз основа на хормоните кои што се проблематични, ги решаваме преку различни третмани. Тогаш се одредуваат третманите, какви ќе бидат, што треба да правиме, нели, за истечување на крвта или за отстранување на некои метаболички проблеми, ги решаваме со исхраната и со неколку продукти или да кажеме, нели, билки кои што ќе помогнат во сето тоа, но втората ставка со хормоните го решаваме на други третмани, на други вежби и со тој начин, значи, во колку хормонот се подреди, затоа што, еве, како што јас размислувам, ние луѓето
исклучиво се водиме спрема хормонската структура. Како хормонот ќе ти е покачен, така ќе се однесуваме, така ќе тагуваме, ќе плачеме, затоа што имаме хормони кои што не прават среќни. Еве сега, например, јас сум видел, сигурно можеби вие имате видено или некој сигурно ме видено од гледачите, да човек не може никако да се смее. Колку и да е смешно, што и да е смешно, тој не може да се смее. Значи не е тој крив поради ситуацијата што не може да се смее лично, него хормонот кој што треба да произлезе кога сакам да се насмеам, не функционира, не излегува. Е така исто со психичките проблеми. Ти ако сакаш да бидеш среќен, има хормони кои што можеби се во некоја блокада. И кога ќе си е заблокиран тој систем, ти нити можеш да бидеш среќен, нити можеш да бидеш задоволен, или ете, уште подобра некоја компарација, например. Еви жената кога пораѓа, на пораѓање, се раѓа детето, не е среќна. Значи, има хормон кој што мора да излезе при пораѓањето, за да ја ти осетиш блискоста на самото свое дете. Значи, има хормон кој ти прави да ја осеќаш таа блискост, во колку тој хормон не се произведе и не може да ја осетиш таа блискост. Секој чудно те гледа, дека мислиш дека своето дете не си го сакаш. Сето тоа е регулација на хормоните. Нели, ние си имаме систем, ние сме најразвиениот систем на планетава. Ние имаме толку комплициран систем, да. Нашиот систем во целина е еден цел универзум. Баш така, и повеќе од тоа. Сега, само еден сегмент кога не функционира, ние имаме проблем. Можеме да се наречеме дека сме малку болни, или дека малку психички заостануваме, или имаме проблем. Да, значи комплетно нас не раководат хормоните. И тогаш правиме терапија, која хормонска, како. Кажи ми, кои се позастапени пациенти? Дали македонците кои што живеат во Швајцарија или швајцарците таму? Малку незгодно, но реалистично, можам да кажам дека македонци дали имаме 1% од сето тоа. Затоа што можеби и тоа една причина не ја разбираат, не знаат како сето тоа функционира, или тие се мислат дека само чаеви си добиеш и тоа е лекот. Или например сега сум приметил доста појавувањата на неколку македонци сега, за да например, пошто јас како дипломиран доктор на природна медицина, во колку здравствено сте осигурани и имате додатно осигурување, а осигурителната компанија ги враќаат средствата ги покрива тие средства од 50% до 100% во зависност од осигурањето. И сега многумина од кај нашите ради, не знам дали ради штедење и тоа, немаат така. Значи можеме да заклучиме повеќе швајцарците се пациенти во алтернативната медицина. Да ви кажам право, да бидам искрен, моите пациенти 40 до 50% се од албанска националност, затоа што малку чудно, да, меѓутоа се грижат за своето здравје. Се јас, нели, албанци, нели, од Македонија, од Косово, баш ми е мило еве што тие размислуваат многу пошироко и сакаат да си го на некој начин негуваат здравјето. Додека сега дали и македонецот, да кажеме, има таа предиспозиција во глава дека како сега беа сега доктор, како сега, или тие се некои можеби фактори што делуваат да тој на некој начин, го заобиколува тој процес на лечење и оди таму каде што оди, па сега како е успехот на сето тоа лечење, тие самите си знаат. Искрено да бидат, значи навистина, јас среќавам секојдневно пациенти од албанска националност, навистина фамилиарни луѓе, значи луѓе стварно кои што се посветени на своето здравје. И често доваѓаат, не само еднаш и да ги нема, него често после тие проверки кога човек ќе оздрави, често после секој 2-3 месеца се појавува на испитување да ја види крвта, да се испита здравствената ситуација, дали ќе треба хормонски пак нешто да се промени, да го правиме додатно некои терапии, дали ќе треба со билки, дали со исхрана, дали ќе треба нов метод, затоа што правам исто така неделен план од понеделник до недела, кој што подолг временски период спрема проблемот ги јадеш намерниците кои исклучително влијаат врз тој проблем и навистина е тоа така. Каков е животот во Швајцарија кога ќе се спореди со Македонија? Да, за жал не може да се споредат некои работи, затоа што навистина системот, не знам каков систем сега можам да упоредам, секи биде во негативна насока, затоа подобро да го не го упоредуваме тие работи. Несватливо е сега за потрошувачот на Македонија 1 килограм сирење да биде поскапо од Швајцарија. Не можам да го сватам 1 кило маслинка да биде поскапо од Швајцарија. Не можам да го сватам дека една
праска летоска што купував на пазарот да биде поскапо од Швајцарија. Тоа е несватливо и неприфатливо. Зошто сега тие регулаторни комисии си го дозволуваат тоа на секако многу помалите плати да се допуштат такви работи? Еве кажувам продукти нели што ние самите еве ги како сирењето, ние сами го произведуваме. Како можете вие кога во Швајцарија нели поред нивните кашкавали кои што се најквалитетни, најскапи, најпрочуени, си има разлог зошто. Меѓутоа за сирењето еве, доаѓаат од сите земји на светот, се со многу пониски цени неголи во Македонија. А квалитетот на сирењето можам да кажеме врхунско, многу подобро. И затоа некои работи не можам да си ги објаснам како, на кој начин, меѓутоа, нели, народот што да прави? Не може тој сам да го регулира сето тоа. Многу работи кај нас не функционираат. Затоа баш еве сега со Паркинзиве. Бев посетил телевизија, после 28-30 години мислев дека тие Паркинзи се насител телевизија. Ти ставаат ливчи 1400 денари казна. 1400 денари казна. За едно, еве, невнимание. Но, јас не сум ја видел ни табла, мислев дека се тие како од порано останати, значи пред мојот двор се мои парк плацеви. Но не било за жал така. И, значи, си имат поставено шпиони на секој ќош, само да ја глобат, да го глобат народот. Тоа мене воопшто не ми се допаѓа. Не можете вие за еден прекршен или тоа да толкави во споредба на платите, да бидат толкави и казните, или ако не платиш, па и извршители, па ова, па она, тоа е недозволиво. Значи си има тука, еве сега јас во Швајцарија, например, за непрописно паркирање, значи да ме казнат е 40 франци. Овде е 20. Во ред, дупло поевтино. Меѓутоа, кога ќе ги распоредиме сега платите овие вамо, значи тоа е некоја суштинска грешка на самото општество. Кој ги прави тие грешки, тие самите треба да си знаат, меѓутоа тоа е притисокот на луѓето, еве кој што ги прави нервозни, кој што ги прави нестрекни, кој што ги прави љути, кој што ги прави. Не можеш ти една нација, сопствената нација да си ја правиш љута на себе. Не би се вратил повторно во Македонија? Тоа е исклучено уште многу одамна, уште кога заминав после продукцијските идеи, исклучено одамна да се вратам за секојаш во Македонија. Мислам дека имам добар живот таму, добро сум се снашол на некој начин и не би ризикувал во никој случај. Сакам малку да те навратам во оние денови кога учеше во средното музичко училиште на академијата. Бидејќи и јас често пати сум одела заради икс причини нели во средното и во академијата и многу пати сум гледала како таму децата музицираат, пеат, нели по ходниците седнати. Меѓутоа, знам дека ти си бил малку, иако си поседувал на вистина еден прекрасен вокал, значи не само вокал, си бил и одличен студент и одличен нели средношколец, сепак не си се експонирал толку многу, не си сакал да пееш, си бил малку повеќе интроверт. Знаете како, значи вие морате да бирате место и време каде тоа да го исполните или да се покажете или докажете. Сега на колегите јас да се докажувам или тоа малце ми беше глупо. Не можете вие сега да се докажувате кај што не ви е местото. Тука се учат предмети каде што треба да ги учиме. Учевме соло пеење, соло пеењето беше сосема различно, значи тоа е повеќе на ноти пеење и сосема друга класична музика што мене не ми баш беше по кејф, но како предмет мораш да го почитуваш и сега како јас да се експонирам таму пред моите колеги. Јас доволно имав работа, доволно работев, доволно свирев, секој викенд имав свирки, секогаш бев на некој начин зафатен. И немам потреба да се докажувам, затоа што за мене, например, сега ако пеам овде без потреба, немам цел кого сега да забавам, на кого да му докажеш, покажеш, или тоа не е тоа на телевизиска емисија или телевизиски шоу програм, за да тука ти е местото да отпееш и да се покажеш како пеач, дали знаеш или не знаеш да пееш. Поради тоа, најверојатно. Најверојатно поради тоа и скромноста, претпоставувам ти е малку една... Скромноста, да, од секогаш ми била една врлина, затоа што јас сакам да бидам скромен секогаш. Значи, достапен во Швајцарија, кој да ми се јави, во секој момент сум достапен. Единствено, ако сум на термин, го гледам бројот кој ме барал, потоа одма му се јавувам назад, за разлика, еве, да кажем и политичарите во Швајцарија.
ќе ги добиете без проблем, без никаков проблем. Овде во Македонија да добиеш политичар на телефон, тоа е малтене повеќе од невозможно. Не само овде, него на Балканот, на целиот Балкан. И тука се малку на некој начин, како да ви кажам, огромните разлики. Бидете човек, бидете тоа што сте. Нема врска вашата професија за луѓето кои што се дружите или во средината каде што сте. Морате да бидете вие достапен за секаква работа или за секаков проблем за да бидете човек. И сега во колку не го разбирате тој процес или не знаете за што се работи, едноставно кажувате. Не сум во таа област, не ми е јасна и не можам да ви помогнам. Повеќе од 25 години сте во брак со Лидија, вашата сопруга. Сеќавате ли како започна вашата приказна вака накратко, бидејќи ние малку тесно време? 28 години. Јас се оженив 97 година. И од тогаш еве сум со Лидија, си имаме две дечиња. На концерти, тогаш јас како пеач од Македонија гостував по концерти кои што се одржуваа во тогашните и добро и сега има такви концерти во хали каде што ги викаа како игранки така. Таму се запознав. Таму се запознавме и јас имав од Штип една пријателка која што се омажи за еден од Швајцарија. Ние се дружевме во тоа време со тоа друштво и кога се омажи таа во Швајцарија, јас им им пеев на свадбата како пеач тогаш со мој оркестар. И тогаш тие рекоа во наредна прилика кога ќе идеш во Швајцарија да пееш, ако има шанси да останеш една недела да те прошетаме, затоа што ние пеачите дојдеме на пример во сабота, пееме вечер, недела се враќаме. Тоа беше многу кратко и не можеш да прошеташ, не можеш ништо да видиш. И тие ми го понудија тоа и јас го прифатив и со задоволство за следното гостување останав така и така ја запознав мојата сопруга Лидија и еве, денеска имаме две златни дечиња. Едниот е 25 години, другиот е 18. Оној постариот е во банкарскиот сектор, банкар, работи во банка. Овој помладиот е информатичар, но и спортист, добар ракометар, многу потенцијално, талентиран, па понатаму ќе видиме. И двајцата ми се супер на некој начин воспитани, баш се онака супер деца. Не сум имал ни еден проблем до сега со нив. Ги воспитувате патриархално или според она таму како е животот во Швајцарија? Не, него се понасаш нормално со деца. Го осетиш кога има потреба за разговор, го осетиш кога има проблем за разговор, го осетиш што бара, што сака, го поддржуваш во секој сегмент, еве да кажеме јас колку и да имам обврски на некој начин, секој сум одвоило време за двајцата да ги носам на спорт, на рекреација, на било што, тие да се осеќаат среќно и незапоставено на некој начин. И сега кога се веќе самостални луѓе, тие се понесуваат, враќаат на многу уште подобар начин, значи децава се стварно немам збор. Знам дека имате настапи, меѓутоа не на Балканот, во Европа, Австралија. Колку често имаш настапи во однос на музиката, бидејќи знам дека не сакаш да запоставиш, нели така, цело време потенцираш? Да, настапите се навистина онака ограничени. Повеќето се, еве, во диаспората, во Австралија, Канада, Америка, Европа. Можам да кажам, не е тоа на некој начин причината зошто не настапувам по Балканот е тоа што економската ситуација која ќе ја споредиме со прехранбените продукти се малтене блиску до швајцарските цени, но во колку испоредиме цените во Европа, во светот, на музички план со Македонија се многу ниски. Сега, јас со мојата професија, мојот еден час проведен во праксата, кошта многу повеќе него ли да дојдам и да настапувам во Македонија. Сега, од тие малце финансиски причини, може би не еден час, меѓутоа ја во колку дојдам за Македонија да имам настап, јас сигурно морам да изгубам 3 дена најмалку. За тие 3 дена, моите часови проведени со пациенти, не можеш да ги упоредиш финансиски и тоа е едноставно не ми се исплаќа малце грубо и арогантно кажано, но тоа е реалноста. Јас живеам во Швајцарија, таа е една од најскапите држави на светот и морам да се носам со и давачките кои што ги имам во таа земја и морам да придонесувам на секој план. Сега, ако вие бирате каде можете да заработите повеќе, сигурно и да си останам и да си бидам дома, затоа што мојата пракса е само 2 минути оддалечена од местото каде што живеам
и немам големи стресови, немам авиони, немам летање, имало магла, немало магла, авион летал, не летал. Тие се сите тие стресни ситуации со кои што ги избегнувам во колку не прифатам да идам да пеам за Македонија, за Србија, Црна Гора, Хрватска. Имав многу понуди, меѓутоа и тие научија со текот на разговорите, со текот на годините, тие гази, да кажеме, на такви објекти, дека на мене стварно не ми се исплаќа тоа. Еве, само да дојдам до Македонија, авионски мене ми требаат најмалце од 300 до 500 евра, зависи во која, нели, дали летен период, кога сите сидат, дали е зимен, кога помалку сидат. Значи, јас само да дојдам веќе имам 300 до 500 евра трошок. Плюс смештај, плюс храна, плюс сите тие работи, плюс хонорар, мислам дека би било неисплатливо. И за да не се јас на некој начин ставам во позиција да бидам арогантен со цените, им кажувам, подобро не пеам, да, во тоа, за да на некој начин, еве, јас бидам сам за себе арогантен и на некој начин да му кажам со тоа дека причината е, дека не пеам во Македонија или не пеам во тоа, што не значи дека јас пеам, еве, прошлата година беше отварање на Јужна пруга ресторанот ваму кај Железничка, и ради мојата песна и го крстили ресторанот, посакаја обавезно на отварањето да бидам јас како пеач. Еве, прифатив, но луѓето поштено си платија, ми ги исполнија сите барања кои што ги имав и навистина јас не да не сакам, меѓутоа кога ќе се јави некој клуб, одма претпоставувам не може тој да ги извади парите само за себе за да ме плати мене. Не може, неизводливо е тоа. И затоа подобро ќе бидиш пофер, не го работам тоа таму, за да ме разбери погрешно мене, подобро на мене нека ми биде љут него јас сега да му објаснувам приказни дека еве е недозволиво, не можам да си го дозволам сет тој стрес за да бидам и плюс во загуб. Разбирате што сакам да кажам. Вака понекогаш ве фаќа носталгија за Македонија и зашто најчесто ве фаќа носталгија? Дали можеби за родителите дека се тука? Дека родителите ми се број еден во светот, значи било што да е, кога тие се во прашање за било каква потреба, за нив сум сигурно тука. Тоа ми е приоритетно во секој случај. Тие живеат овде во Македонија, се слушаме секој ден на WhatsApp, секогаш се гледаме на видео, значи тоа е сега една овластителна околност. И затоа некако носталгијата, како да ти кажам, порано имав искрено да кажам многу повеќе, но откако се случија некои кражби во мојата куќа и откако најдов на многу незгодни ситуации и државата буквално не те заштитува или не прави нешто да на некој начин вие како, нели, сум роден во Македонија, кога гледаш дека некого те исмејава на некој начин, а ти си длабоко повреден во сета таа ситуација. Да, за куќата во Штип, и тогаш на некој начин ти ствараат негативна вибрација. Што барам јас во држава кога се осеќам несигурен? Што барам јас во држава кога било за каков проблем, тие ти се смеат. Мене ми се смеат полицајците во очи тогаш во тоа време. Поготово обвинителите ме гледаат, ми се смеат во очи. Ајде, што е тоа за теб? Ме разбирате, за нив е све некако шала. И сега како да се осеќам јас сигурно, еве, да дојдам да живеам во Македонија. Како да се осеќате вие пријатно кога ќе не дај Боже дојде до некој проблем, не можете да се справите со тоа. Ќе ви се смеат во лице. И сето тоа самите на себе ќе си наштетите на своето здравје, затоа што си ги будите ете негативните хормони, кажете, чекај ме сега. Што е работава? Дали јас не сум нормален или некој сака да ме прави ненормален, а јас да не го приметувам тоа? И тие се некои вибрации кои што повеќе те оддалечуваат од своето. Освен родителите, значи ништо не ви недостига во однос на нашата тема. Дали можеме сега почесто да очекуваме од вас нови песни? Бидејќи знам дека имате и студио во Швајцарија. За жал, денеска, еве, јас месечно 1 до 2 песни, значи, исфрлам што се вика, но моментално е на YouTube каналите, на Spotify, на сите оние социјално мрежиски, на социјалните мрежи каде што можам да ја презентирам музиката. Не можам да идам стално за Македонија, но еве со нови некои проекти или со нови проекции за помлади пеачи или тоа, ќе ми биде поттик нормално од една страна да ги поддржам, од друга страна да на некој начин ствараме музика која што ќе биде убава за слушање, убава за напредок на некој начин на музичките полиња, да се слуша повеќе македонската музика во светот и така натаму. Ете, тоа ми е целта на вистина и сакам на некој начин да се активира малце повеќе, затоа што можам да си дозволам слободно време кога си сакам, можам да се организирам, можам да одедам за Македонија кога сакам и затоа поради тие добри
околности или предности, сакам да ги искористам уште на подобар начин, да креирам, да создавам музика, што за мене, што за потенцијалните нови млади пеачи, на некој начин да го доживеат сето тоа, да бидат и тие еден ден звезди на македонската естрада. Како за крај би сакала да го искористам тоа што навистина еве веќе сте стручен во областа на алтернативната медицина, иако не потенциравме сте учели конвенционална медицина, за сето тоа да биле комплетирано. Што би им порачале на нашите гледачи во однос на алтернативната медицина, бидејќи и кај нас веќе зема замав во Македонија, доста, има ординации кои што се занимаваат со ваков тип на медицина. Колку треба луѓето да ја практикуваат и колку да ја веруваат? Гледајте сега, најбитниот показател или веродостојноста на природната медицина е тоа што во Македонија јас не видов дека има факултет или академија за тоа. Сега, многу имаат излезено такви нутриционисти или било какви некои доктори што се прават на природна медицина што не се школуваат. Јас 5 години се школувам. Од понеделник до петок јас изучува природна медицина секој ден од 9 часот до 5 попладне. Секоја сабота и недела ја изучував конвенционалната медицина, значи она матичниот доктор што го изучува на факултет, тоа јас го учев секоја сабота и недела. Значи јас немав еден ден слободен. Сега, 5 години кога вие учите нон-стоп секој ден, вие се образувате, значи и од едната страна конвенционалната медицина ја познавате многу добро, ги знаете проблемите од каде доваѓаат, какви се суштинските проблеми на таа диагноза, да кажеме, и од каде можете да почнете. Сега, не верувам ја во Македонија дека сето тоа е толку сериозно, за да можат на некој начин да пристапат или да отварат ординации, да бидат професионални или успешни во сето тоа. Сега слушам, денеска имав една соговорничка, нешто во врска со хомеопатијата, ми раскажуваше нешто во врска со она, нешто во врска со други работи, што јас како, дипломиран, можам одма да приметам дека е тоа Површно? Не само површно, дека не е целта, например, сега, за да се вие занимавате со некоја област или хомеопатија, вие мора да ја знаете тоа што во суштината на хомеопатијата е многу, како да кажам, јас кога учев, кога студирав во Цирих на Академијата за природна медицина, јас одев во фабрики каде што се произведуваа сите тие, или имавме секој месец различни теми, еве за хомеопатија, за друга област, за трета област, и јас се одлучувам која врста, ќе ја применувам. Сега хомеопатијата е малце еден пристап за мене понесериозен за основа на лечење. Во секој случај да бараат луѓе кои што имаат навистина добра едукација. Не само едукација, него да имаат потврда, имаат диплома завршена, на кој факултет или на која академија вие го имате завршено сето тоа, затоа што се појавуваат многу, го користат, на некој начин, да. Еве сега малце незгодно кажано, не сакав тоа да го изјавам на едни од телевизиите каде што бев гостин, меѓутоа мене многу ми смета кога сум тука и кога гледам на пример на една од телевизиите како излегува човек и ти кажува алоe верата, ти го ојакнува имуниот систем, алоe верата ти прави тоа да немаш настики, да немаш грипови, да немаш тоа. Значи ти на некој начин исто тоа го поредувам како војно профитерство. Не можеш ти да заведуваш некоја нација да прави војна за да ти му продаваш, да му продаваш оружје. Сега така, не можеш ти да му кажуваш тоа дека алоe верата на тебе ќе ти го ојача системот. Прво, не знам дали тој знае како имуниот систем функционира, кои се главните индикатори, како тој излегува, како се брани, од што се брани кога ќе има опасност. Мислам дека тука во Швајцарија да е тоа, да вие презентирате такви глупости на телевизија. Првата казна што може да ви види е до 100.000 франци казна за тоа. Вториот пат, во колку повторите такви работи, можете да одете во затвор. Затоа што, еве пример сега, тој кажува дека овој некој си продукт, алоe вера или куркума или било што, го лечи желудникот од гастритис, од чирови на желудник, така натаму. Сега, можеби ти како гледач, ќе го прифатиш сето тоа, ќе ги оставиш сите препишани лекарства од докторот, ќе се ориентираш на сето тоа. Доаѓа до ситуација, може да пукне чир, затоа што ти си го послушал тој што на некој начин ти нешто ти фантазира во главата, што и самиот знае дека тоа можеби не е така,
Меѓутоа, за да продади, да направи на себе добро или да се збогати на штета на болниот, што е строго забрането кај нас со закон, да ти го наведеш тој човек да дојде во многу голема компликација, дури да го загуби животот, затоа што те послушал. Затоа што ти верува, тој мисли дека ти си експерт за тоа и ти навистина го познаваш проблем. И тука мислам дека доаѓаме до големи заблуди, до големи конфузии и тоа треба потхитно да се со закон забрани. Не можете вие да презентирате некои работи кои што суштински можат да му наштетат на здравјето, не да му го подобрат. Нели, исто ќе биде ефектот, на пример, реклама каде што алоe вера помага, нели, имунитетот да на некој начин работи подобро. Доволно е толку. Што мора ти да му објаснуваш ова, она, затоа што рецепторите на тој имунни систем не функционираат ако јас добијам само алоe. Не може некои специфични имунски, да кажеме, целе или како да ги кажам, кои што треба да се произведат во мојот организам, да ми ги потикне алоe верата. Значи, тоа се глупости не видим. Ево, тука почнува несериозност и затоа не знам колку се сериозни ваму, за да вие како пациент можете да се ослодите во колку болеста е сериозна. Сакам да прашам каква ви е комуникацијата со пеачите од фолк естрадата, се комуницирате ли, се видовте или со некој посебно вака, дали имате некоја комуникација? Па, знаете како, од моето време комуникациите нормално се останате со неколку пеачи. Комуницирам кога ќе стигнам, кога ќе можам, вака се слушаме повеќе телефонски него што се видуваме, затоа што самото време овде не ми дозволува. Еве, јас сум дојден од прошлата среда, мене ми е овде времето, значи, толку густо да стварно навистина нема многу време да се гледам. Еве сега со новите генерации не се ни доволно познаа. Па Благое Груевски така највеќе со него се слушам. Кој други од пеачите вака од таа генерација, ако нешто ми потреба. Заедно бевме на Цветни. Да, тој беше со Тугино Јабано, јас бев со дали беше Тугино Јабано или беше, да, мислам дека беше, да, а јас бев со Ангела, така ние од тоа време излеговме многу пеачи. Еве сега, на пример, вечер сум на иста на емисија на македонска телевизија, тука ќе се видам уште со неколку колеги. Така спонтано е повеќе моментално, неголи онака договорен. Да, договорен. А да ве прашам уште нешто за крај. Кога еве некој дует со некоја од нашите фолк дами, со кого би сакале да снимите, еве од овие што се сега актуелни на фолк сцената? Како дует, на пример, не сум го размислувал тоа. Во колку се прави дует мора да има некоја цел. Која ќе биде сега мојата цел? Во колку мојата цел се вклопува во тоа, мора да се вклопи пеачката или Добро, вака никош сте размислувале нешто, ви паѓа некоја на памет од вашите колешки? Ми паѓаше, едно време размислував, правев еден дует за Драгана Мирковиќ. Тоа ме инспирираше, сакав едно време тоа да го направам, што уште не е исклучена таа можност. Кога би правил дует, јас би правил на вистина со една балканска звезда. Значи, тоа ми на некој начин мислам дека мене ми приликува и можам да си го дозволам тоа. Значи, мора да биде балканска звезда многу популарна, за да можеме да направиме нешто што народот, нели, така е научен народот. Во колку си популарен, автоматски те слушаат. Во колку не си популарен, треба малце време за сето тоа, но секако би било одскостандашка за новите пеачи во колку снимаат дует со некој популарен пеач. Тоа е во секој случај така. За сега моите размислувања се така, па сега понатаму се може да се случи. Например, јас не го ограничувам тоа. Може да се деси, но целта моментално не е таква. Бидејќи некако го скршивте мразот со Макфест и со вашето појавување со песната Душа моја, која што навистина прекрасно ја изведовте со вашиот одличен вокал, дали можеме да очекуваме во блиска иднина да се појавите и на некој од фолк фестивали? Па еве на Валандово јас прошла година прошлиот фестивал пуштив 3 мои номери. Она што сакав јас да ја пеам, не ја примија. Со изговор после кога се слушнавме, нели, жирито не можеш ти да замериш, не можеш во никој случај затоа што тие си имаат, нели, своја филозофија во сето тоа, била прозабавна, била повеќе забавна него народна. Меѓутоа, со етно аранжмани, со тамбурски оркестри, беше навистина многу модерно македонско направена, со на некој начин, како да ви кажам, многу убав стил. Нормално многу поразличен стил. Единствени што не им примиле песна, меѓутоа ќе дадете пак? Да, сега размислувам, може да се случи тоа пак да дадам, меѓутоа како што кажав, мојата цел
нели, е да ги мотивира малце и постарите, не само младите, него и постарите пеачи, кои што гледам дека повеќе од децении немаат снимено нови песни каде што и што мене највише ми ствара некој начин конфузија, зошто тие што се барем овде популарни пеачи на некој начин не се појавуваат на тие фестивали. Зошто не се презентираат, зошто не се во медиумите да ги има, да се на некој начин присутни со иновации, со новитети. Биди ти присутен. Сега, дали е гледан фестивалот, не е гледан, дали е тоа. Мислам дека суетата во такви работи не би требало да се. Со самите фестивали ние се ја градиме, нели, националната музика, тоа е нашата култура, кој што да кажеме сега, не му е полесно да пресними некоја песна од времето на Васка Илиева, на Сариевски или на Никола Бадев, што, нели, можеме само да заостануваме, не можеме ние да правиме креации. Прави креации, еве Валандово ти дозволува или уште неколку фестивали, па и ги нема многу. Нели, биди присутен. Сега Макфест мене ми се пружи прилика и јас сакав да се докажам и во секој води дека го умеам тоа и аранжерски и способен сум да правам убави мелодии, убави песни, за да на некој начин привлечам внимание, што многу сум задоволен, гледам реакциите се навистина позитивни, навистина добри. Ќе продолжам во таа насока, дали ќе се појавам на уште на некој фестивал, се надевам да, зошто да не, но и да не се појавам, еве, целта е јасна, ја дадов, па сега понатаму ќе видиме како сето тоа ќе се одвие. Зоки, ти благодарам многу за ова интервју и покрај тоа што кажа имаш многу тесно време, значи многу ангажмани и ти посакувам многу успех во сето она понатаму што ќе го работиш. Како во она што ти е, нели, примарното, како доктор по природна медицина, така и во музиката. Благодарам уште еднаш еве што навистина се јави и со задоволство го прифатив тоа. Сакам да се појавам на медиуми, сакам да бидам комуникативен, како што ти кажав, сакам да имам комуникација со народ, со луѓе, зошто да не? Па тоа е суштината на животот. Ако јас се ограничувам сами од себе си, колку дозволувам пристап на секого, ќе бидам уште по сакан меѓу народ.